Недобивањето датум не значи крај на македонските евроинтеграции и на самитот на Европската унија не се случи европска Хирошима, туку инцидент кој предизвика сериозни последици тука. Ова денеска го изјави францускиот амбасадор во Скопје Кристијан Тимоние на пресконференција објаснувајќи ги ставовите на францускиот претседател Емануел Макрон за непочнувањето на преговорите на Македонија и Албанија со Европската унија. Тој посочи дека Франција ја пишува историјата и оти проширувањето не е затворено прашање. Според него, Франција честопати предупредувала дека реформите се клучни за започнување на преговорите, дека техничката агенда не е остварена, а дека преспанскиот договор е само еден предуслов. Кажано дека преспанскиот договор е можеби предуслов за да се расчисти патот, но потоа европската агенда е друго прашање. И мислам дека таа перспектива, која од секогаш била многу јасна кај француската страна, беше пренесена на нашите грчки соговорници, но и на нашите македонски соговорници, и таа перспектива беше загубена по пат. Тоа не значи дека геополитичките или геостратешките аспекти не се важни. Важни се секако, но имаше чудно преместување на вниманието, кое што повеќе допира до областа на политички маркетинг отколку дипломатски дискусии. Во однос на неспроведените реформи кои амбасадорот постојано ги спомнуваше како една од клучните причини за недобивањето на датум за преговори за двете земји, рече дека недостига уште многу да се направи за вистинско владење на правото. Нерешавањето на статусот на СЈО предизвика и предизвикува се уште отворени прашања, иако нели беше најдено техничко решение. Но отсуството на генерален договор за една правна рамка за борба против корупцијата остава простор за отворени прашања и за капацитетот на големите политички партии и нивната реална волја да спроведат ефикасна борба на оваа тема. За него преспанскиот договор е модел за храброст, но далеку од тоа дека некоја земја може да се нарече држава за пример. Да мислите дека сте држава која што може да служи за пример, мислам дека тоа го одржува моралот и е добро. И ќе кажам дека навистина беа направени храбри чекори кои што беа признати од францускиот претседател. Но дали може да има држава модел во регионот, имајќи ги во предносите сложени прашања? Не знам, затоа што секој си ги решава проблемите така како што може. Втората причина поради која Франција го стопираше проширувањето на Унијата е барањето за реформи во самиот европски процес на преговори. Макрон најави дека наскоро ќе ги посети Скопје и Тирана, но Тимоние не знае кога точно ќе се случи тоа и дали е можно изборите во земјава да ја одложат таа посета.